Почитуван председателе, почитувани колеги, почитувана јавност и почитувана господја Катица Николовска. Драго ми е што сте овде и се надевам дека ја пратевте темелно дискусијата овие неколку денови, исто како што ние ве пратевме вас во излагањето. И ако дозволите, ја бе бил и директен, и концизен, и конкретен, бидејќи изобилуваше расправата со многу факти, многу бројки, многу констатирани состојби. Имаме пред нас еден интересен извештај, солидно направен. Колегите укажа на многу појави и на многу загрижености кои што се пред нас. Веднаш да си кажам однапред дека декларативната поддршка ја имате од сите овде. Како комисија, како намена и како поддршка за се што треба да се направи понатаму. Не знам зошто имавте потреба од вашето излагање толку да биде во ракавици. Нема потреба. Ги гледам и заклучоците, го гледам и извештајот. Од вас не се очекува дека вие ќе искорените корупцијата во државата. Не го очекуваме тоа. Имаме институции, имаме правосуден систем, имаме право, треба да имаме правна држава, имаме МВР кој што наместо ги штити криминалците треба да ги затвара. Имаме серија на институции, еден куп платени луѓе, еден куп очекувања од луѓе задолжени да се борат против корупцијата, да ја спрешат, превентивно да действуваат, кои што не си ја вршат функцијата, и затоа имаме состојба таква каква што е сега. Да наместо да се намалува таа, рапидно да се зголемува состојбата со корупцијата. Но што очекувавме од ДКСК? Очекувавме темелно, без размислување, да покаже со прст. Очекував да бидам искрен покрај сите овие податоци во извештајот, директно да кажете: оваа влада нема намера да се бори со корупцијата, оваа влада ја стимулира корупцијата. Тоа треба да се каже јасно и гласно. Немаме потреба. Зошто во ракавици? Велите вака: 2021 година не донесе значајни промени во законска регулатива, не ја намали злоупотребата на законските решенија поради непрецизни или нејасни одредби, така што влијанијата по партиски, роднински, пријателски релации и понатаму станаа доминантни во сферата во вработувањето на јавниот сектор. Ова се дискусии што ги имаме ние се уште. За жал тековни. Континуирано. И покрај тоа што е мана, нема да навлегувам сега зошто за извештај 21 дискутираме во 23-та. Ирелевантно, еве, нека одбере председател, кој сака нека биде кривец. Но можеме тоа да го искористиме да направиме уште една подетална кооперативна анализа. Зошто сите укажувања, сите дискусии што биле во овој парламент не биле земени во предвид? Дали нешто од ова што беше планирано направено? Дали имаме подобрување некое? А сепак стигнавме до точка Стејт департментот оваа година да ни каже дека имаме владина корупција. Тотален распад на системот. Не се тие луѓе кои што се расфрлаат со зборови и со фрази, многу грижливо ги одбираат, ознакала дека имаме владина корупција, тоа значи дека на оваа влада, оваа држава правна, предводена од оваа власт, ни нема спас. Не се очекува од нив ништо понатаму. Понатаму, зошто не го кажавте јасно и гласно? Дали сте задоволни од сработеното? На толку работа, еве ќе го кажем и тој аспект. ДКСК доби солиден простор за работа, целосно стави функција донираната компјутерска опрема, го зголеми бројот на вработени, ја подобри раководната структура на секретаријатот, а од средства на донори започна да развива софтверски решенија и така натаму. Има некои подобрувања на организацијски план, тоа би требало да ни даде потенцијал плюс. Наместо да имаме поефикасна и подобра работа, наместо да имаме од планираните активности реализирани 20%. 27 во тек, можете да искористите дали тие се дореализирани во годината понатаму што се чекаше, 50% нереализирани. Треба го лоцираме. Дали овие кадри не се доволни или едноставно ви прават сопки. Во неколку редови укажувате. Постојано дискретно, нема потреба од ракавици. Кажете, тие и тие институции не ни одговараат. Ги прикриваат информациите, не преземаат активности. Зашто знаеме дека тоа се случува. Да имаме 50% нереализација и покрај овие превземени работи. Ги поддржувам и софтверските решенија и вашите заложби, но потребна е ефикасност и потребно да се покаже со прст. Оваа држава мора да има одговорност. И за тоа се сите ние заслужени. Ние да се окажеме ова одговорница, органите на редот да си ги презнаат своите чекори, а вие точно да лоцирате и да побарате понатамошни чекори. Тоа би се очекува. И мислам дека тука ќе имаме земјички именител. 750 пријави за корупција. Никогаш немало толку. Од една страна,
може би е добро што се охрабрени и ја препознаваат ДКСК како институција која што треба да се посочи. Голем дел од пријавите се токму поднесени од ВМРО-ДПМНЕ. И од сите нив очекуваме реакција. За неколку пријави што ги има повлечено, јас јавно сум укажал дека е добро што се отпочнуваат. Но треба да имаме заклучок и на крајот треба да реализира со одговорност. Иначе нема да имаме научена лекција, нема да имаме подобрување на системот и нема да имаме подобри резултати со да било што, вклучително и за борбата со корупцијата. Понатаму, би сакал да укажам уште еден момент. Треба да се има едукација секогаш на кадрите. Видов дека сте биле се присуствувале на повеќе. Едно од работите за кој што исто така дискутиравме, комплементарни се во заложбите и на претениците на опозицијата, еден дел од вас. Еве вели вака. Сакав да укажам на тоа, но видов дека веќе биле обука. Обука за значењето на ревизорските извештаи во борба против корупцијата и обука за добри практики на анализа на ревизорски извештаи и улогата во доброто управување и борбата против корупцијата. Проект јакнење на капацитетите на институциите во борба против корупцијата. Од овдека очекувам на вакви катастрофални извештаи што ги добиваме од ДЗР секој ден. За жал. Имаме нешто непознато во праксата, веќе ни се множат извештаи во кои што ДЗР не дава мислење. Вие барем знаете, гледам дека потврдувате колку е таа страшна ситуација. Во колку безнадежна состојба ни се наоѓа државата. Очекувам веќе да имаме тука пријави. Не можеме да дојдеме во таква ситуација, а при тоа да си помине се како ништо не било. Го смениле министерот, го смениле директорот и ништо не важи. Да, се сложувам дека во држава која што е со хиперинфлација на скандали, секојдневно кај што ни се множат милионски скандали, афери, криминали, знам дека нешто вакво би можело да помине, но ние збориме за суштински работи. И очекувам дека токму ваквиот пристап, паралелно и ние во собранието ќе побараме да имаме дискусии по поединечни извештаи, дека ќе резултираат со конкретни препораки. Знам дека државата не е во очајна состојба, знам дека не може со магично стапче веднаш да се реши, но некаде мора да се почне. Во некој ред се разбира дека ние ќе си имаме и план и програма со која што ќе настапиме пред граѓаните, но очекувам дека ДКСК на ова поле ќе биде особено големо внимание. Така да, од тој аспект, доколку е потребна било каква поддршка за зголемувањето на ефикасноста на работата на ДКСК од аспект на собранието, од аспект на соработка со пратениците на опозицијата и на ВМРО-ДПМНЕ, ние стоиме целосно на располагање. Но очекуваме конкретно, концизно и прецизно да бидат посочено каде не функционира и какви чекори би можеле да бидат преземени во иднина. Ви благодарам.